Председателот Трамп во Брисел пред почетокот на самитот на НАТО, критикувајќи ги сојузниците што не издвојуваат доволно за одбраната, посебно ја издвои Германија, наведувајќи дека таа била целосно контролирана и заробена од Русија поради проектот за гасоводот. И покрај тоа што над средбата тој и германската канцеларка Ангела Меркел изрази уверување во натамошниот развој на партнерските односи меѓу двете земји, оценките на Трамп за европските сојузници наидоа на реакции меѓу американските сенатори. Демократскиот сенатор Ричард Блументал рече дека Трамп треба да се извини за неговите забелешки. What Donald Trump is doing is Vladimir Putin's fondest dream to divide our allies and America from those allies. Сенаторот Дик Дурбин пак оцени дека председателот Трамп не ја сваќал важноста на НАТО и оти не било возможно европските сојузници да знаат за што точно се Соединетите држави. What the president is doing is antagonizing our allies and embracing our traditional enemies and foes. It's got to be confusing. Републиканскиот сенатор Џон Кенеди пак изјави дека ја разбира стратегијата на председателот Трамп кога ги повикува европските земји да ги зголемат своите трошоци за одбраната. We value our alliance. We value our allies. But you got to pay your own way. Okay? The American taxpayer has carried them on their backs. Okay? We're paying 3 times what Germany's paying. We're paying twice what France is paying. И покрај тензиите од пред самитот околу забелешките на Трамп, НАТО лидерите во документот од нивните разговори во Брисел ветија непоколеблива заложба да ги исполнат целите во трошоците за одбраната. Во соопштението исто така се потврдува членот 5 од повелбата на Алијансата, со кој се предвидува дека напад врз една земја членка представува напад врз сите земји членки на НАТО.